Село Русиново се подготвува за Тројчинденски средби. Настан кој од минатата година се возобнови. За таа цел, кажете ни за самиот настан, од кога се одржува и со која цел. Кажете ни нешто повеќе за историјатот. Света Тројца е наш верски празник и за нас, како граѓани на Русиново, има посебно значење. Овој празник се смета како роден ден на христијанството и во Русиново се празнува од секојаш како селска слава. Се пречекуваат гости од околните населби, а и пошироко. Самиот празник Света Тројца или по нашо Тројчин ден трае 3 дена. Недела, а во понеделник пречекуваме гости со богато пиење и добар ручек. Од 2019 година беше формирано Сдружение на граѓани Света Тројца Русиново. Русиново како соработка со местна заедница организира прослави традиционално секоја година со програма во која учествуваат естрадни уметници од областа на музиката од нашата држава и учесници од нашата населба. Во текот на славењето се одржуваат и спортски активности, тоа е мал фудбал. Сето тоа голема причина до секој русинец за празникот Света Тројца да се врати во родното огниште во Русиново и да биде дел од ова русинска средба. Веруваме дека и оваа година и оваа манифестација ќе биде помасовна и ги покануваме сите домаќинства, домаќини и гости да присуствуваат и да уживаат во програмата која предвидува за двете вечери од празникот. Поранешните години имаше тука големи веселби со зорли тапани, меѓутоа тоа традиција полека ја однемува. А сега сакаме да го обновиме тоа, малку на подруг начин, а тука тоа најтешко е да го организираме, проблемот е со средствата, парите. За да се направи таква манифестација требат средства, пари требат. Па ќе ги замолуваме и граѓаните кои се во можност и кои сака да учествува со донации. Годинава настанот е на 23 и 24 јуни. Што точно предвидувате како организатори годинава? Ова година рачунаме со богата програма, културна програма, екстрадни уметници од Република Македонија, а и од истото, од нашата населба, кои имаме доста музичари, песнопојци и играорци. Видовме дека минатата година имаше многу народ, се забавуваа луѓето. Очекувате ли годинава повеќе луѓе? Па, види, ние секогаш очекуваме што повеќе и рачунаме дека од година за година ќе имаме се повеќе и помасивно да биде дружењето, побогато и со културни, забавни манифестации, а и со народ. И за крај, кој се ви помогна во организацијата на настанот? За овој настан најголем и најзаслужен е Зегин, Благој Механџиски Зегин. А после имаме доста добри донации од Механџиски Сашко и Поповски Дарко. Ви благодарам.